Вести на Канал 8. Се зголемува бројот на заболени од варичела во Виница. За само 2 дена се регистрирани 6 нови случаи од овча сипаница. Оваа состојба бројката на заболени ја искачува на 30, од кои најголем дел се деца од предшколска возраст. До пред една недела имаше 15 заболени. Сега бројката на заболени од варичела во Виница изнесува 30. Ваквата состојба повторно ја става Виница во ризично подрачје, кога во прашање се овчите сипаници и најавува лош здравствен период, сличен на оној од лани, кога варичелата беше регистрирана кај над 500 заболени. Иако заболувањето главно е карактеристично за детската возраст, минатата година овчите сипаници хоспитализираа и луѓе над 30 и 40 години. За сега опасност од прогласување на нова епидемија нема и болеста се држи под контрола, но засилен надзор има во сите образовни установи, зашто станува збор за болест која исклучително лесно се пренесува, односно преку капков пат. Состојбата со варичела и опасноста од појава на нова епидемија засега во Виница не сака никој да ја коментира јавно, но од градинката во оваа општина потврдуваат само голем број на отсуство од страна на децата. Заразените треба да се лекуваат во домашни услови, оти изолацијата е единствената превентива на болеста. Големо внимание треба да се обрати и на хигиената, советуваат епидемиолозите. Градоначалникот Димитровски тврди дека немало застој во плаќањето на обврските кон изведувачот на работите за асфалтирање на улиците во Кочани. Процедурата била запазена според критериумите на Светска банка која го даде кредитот. Немало финансиски пречки за нормална реализација на планираните активности за асфалтирање на 10 улици во Кочани, за кои што општината се задолжи со кредит од Светска банка. Според градоначалникот Димитровски, неточни биле информациите, оти се појавил застој во плаќањето кон фирмата Гео Инк од Гевгелија, која е изведувач на градежните работи. Сепак првиот човек на општината не ги негираше информациите дека се појавило незадоволство од неисплатените пари за завршеното во текот на првите 3 месеци од асфалтирањето. Проблемот настанал поради непознавање на правните процедури што ги поставувала Светска банка. Воопшто нема застој во плаќањето заради тоа што имаме процедури кои што е потребно да се спроведат, кои што ги бара Светска банка. Изведувачот и надзорот за жал не ги познаваат тие процедури, седнавме, се договоривме и еве веќе првата ситуација е платена, останува уште втората процедурите се завршат. Според Димитровски, се работело за специфична состојба затоа што домашните норми и правила за плаќање се разликувале од оние што ги поставува Светска банка. Сепак, на последната седница на Советот, од стручните служби во општината имаше признание дека на приходната страна на буџетот не се трансферирани пари од кредитот, иако за веќе реализираните градежни работи изведувачот имал побарување од локалната самоуправа од околу 100.000 евра. До сега повеќе работи се завршени во врска со инвестиционите работи кои се градат од кредитот, меѓутоа плаќањата од страна на Светска банка до Министерството за финансии и до општината не се извршени, односно средствата не се трансферирани. По плаќањето на првиот дел од обврските, градоначалникот Димитровски рече дека градежните работи продолжуваат нормално. Во моментот механизацијата и работниците биле ангажирани на улицата во местноста Прокрка, која, ако послужиле временските прилики, требало да биде асфалтирана пред нова година. Истовремено, ќе се работело и на улицата Пиринска, која исто така се планира да биде асфалтирана пред новогодишните празници. Увид во текот на градежните работи на детската градинка и спортската сала во Оризари направија представници од општинската администрација заедно со градоначалникот Радко Димитровски. Беше речено дека комплетирањето на објектите е при крај и за краток период тие треба да бидат предадени во употреба. Завршени се градежните работи на детската градинка во Оризари и сега преостанува само нејзиното опремување и докомплетирање со потребниот инвентар. Слична е и состојбата со спортската сала во населбата, што се гради во дворот на основното училиште. Представници од општинската администрација, заедно со градоначалникот Димитровски и раководителите на институциите во чија надлежност се новоизградените објекти, направија увид во она што досега е реализирано.
Беше речено дека работите се одвиваат според очекуваната динамика и наскоро двете инвестиции ќе завршат, а објектите ќе бидат предадени во употреба. Забележуваме дека детската градинка работите се сосема при крај, дека опремата од Министерството за труд и социјална политика веќе е стасана и остануваат само завршните елементи да се монтираат, односно да се заврши целосно. Очекуваме дека објектот за наредната година ќе биде спремен за употреба, кога ќе се завршат сите овие ситници. Другиот капитален објект во Оризари е спортската сала, која што исто така во завршна фаза. Забележуваме дека се работи на парното грејење, донесени се материјалите за поставување на патосот и исто така очекуваме дека до крајот на годината, односно до крајот на месец декември, ќе биде завршена и после формалностите околу техничкиот прием ќе биде предадена во употреба. Димитровски рече дека се планира учениците да започнат да ја користат салата за настава по физичко воспитување во второто полугодие од оваа учебна година. Освен тоа, таа ќе им биде ставена на располагање и на жителите на населбата за активности од јавен карактер. За градинката пак веќе имало голем интерес и во неа би требало да се згрижат 50 дечиња од Оризари. Учениците во основно образование од ромска националност во Виница ќе добијат тутори за полесно совладување на наставната програма. Нивниот ангажман е во рамки на проектот финансиран од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. 57 ученици од ромска националност од 4, 5 и 6 одделение во двете основни училишта во Виница ќе ја усовршуваат наставата по македонски јазик и математика. Тројца тутори од македонска и ромска националност ќе бидат ангажирани за дополнителна обука на учениците со по 2 часа неделно во двете училишта. Обуката се спроведува во рамки на проектот на Ромскиот ресурсен центар туторска подршка на ученици роми, кои учат во основното образование во Република Македонија. Во овој проект, финансиран од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта и Министерството за образование и наука на Република Македонија, се вклучени 16 општини и 49 основни училишта од целата Република. Во општина Виница веќе неколку години се реализираат повеќе проекти во кои целна група се учениците роми. Во моментот во двете основни училишта учат 186 ученици од ромска националност, како и 42 средношколци во средното општинско училиште Ванчо Прке. Граѓанската асоциација Мост идната недела во Кочани ќе организира јавна средба на која ќе се дискутира за проблемите и предизвиците за производителите на ориз во регионот. Настанот ќе се одржи со финансиска поддршка од Европската унија. По привршувањето на жетвата на оризот од овогодишната реколта, кочанското бело злато останува во центарот на вниманието на жителите од регионот, па и пошироко. Во рамки на проектот Мобилен парламент, Граѓанската асоциација Мост организира јавна средба на тема проблеми и предизвици на производителите на ориз во источниот дел на Македонија. Цел на настанот е преку директна комуникација со избраните представници отворено да се разговара за овие прашања, имајќи го предвид фактот што една од главните економски активности на населението во регионот е токму производството на ориз. На дебатата ќе зборуваат пратеници, како и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поканети се и представници од локалните самоуправи на Кочани, Чешиново Облешево, Зрновци, Виница и Карбинци. Дебатата е планирано да се одржи на 1 декември, вторник, во мултикултурниот центар во Кочани, со почеток во 15 часот и 30 минути. Проектот е финансиски поддржан од Европската унија. На 2 декември ќе се одржи есенската акција Ден на дрвото, потврдуваат од општина Кочани. Ќе се сади покрај аеродромот на Соговските планини околу 12.000 садници и кај фабриката за вода околу 4.000 садници чемпрес. И на оваа акција се очекува масовно да земат учество сите граѓани, вработените во институциите, школите и учениците. Есенската еколошка акција Ден на дрвото 2015 ќе се реализира на 2 декември, информираат од општина Кочани. Годинешното мото на акцијата е "Засади успех". Годинава е планирано да се сади на 2 локации, покрај аеродромот на Осоговските планини и кај фабриката за вода. На првата локација е планирано да се посадат 12.000 садници, претежно чемпрес, а кај фабриката за вода околу 3.000 или 4.000 садници, исто така чемпрес.
Багрем ќе се сади во градот, а КЈП Водовод ќе преземе мерки и активности за хортикултурно уредување на централното градско подрачје. Во акцијата може да се вклучат сите граѓани, како и вработените во администрацијата, институциите и училиштата. Вработените и учениците од школите ќе бидат активни околу расчистување на ученичните дворови, како и садење на садници. Инаку, од последната акција, процентот на зафатеност на дрвцата е задоволителен, така што од локалната самоуправа и од шумското стопанство Осогово очекуваат добар одзив и зафатеност и од ова пошумување. Бројката на заболени од остеопороза или тивка епидемија, како што ја нарекуваат ортопедите, рапидно расте. Лекарите со превентивни едукативни предавања и бесплатни скрининг мерења на остеопорозата. Мерењето ќе го вршат професори лекари од клиниката за ендокринологија од Скопје. Секојдневно расте бројката на заболени од остеопороза. Се намалува и старосната граница на заболени, односно се повеќе млади лица заболуваат од оваа болест. Акција на мерење на остеопороза организира Општа болница Кочани. Мерењата ќе ги вршат професори од клиниката за ендокринологија од Скопје. Бројот на луѓето се зголемува со остеопорозата и зима се повеќе и поголем замав. Од начинот на живење, значи користење повеќе на автомобили, информатичко општество, користење повеќе на компјутери, значи активноста кај луѓето е намалена. Затоа наше и натамошни акции и натамошни цели ќе не бидат да ги обучиме, да направиме една превентива кај младиве луѓе, да го подобриме сознанието за овој проблем кај младиве луѓе, така да ќе делуваме превентивно и на помладата популација, за да не доаѓа до проблеми, односно до скршеници. Остеопорозата е наречена е болест, така наречена тивка епидемија, бидејќи клиничките симптоми кога ќе се изјави болеста се веќе многу касни. Односно, тоа се скршениците на колкот, на пршлинските тела, на рачните зглобови, затоа треба да се превенира. Зошто треба толку актуелна ова болест? Бидејќи се наоѓа на трето место после малигните заболувања и заболувањата на кардиоваскуларниот систем. Затоа и ние правиме чести акции. Ќе ни биде гостин и професор Снежана Марковиќ од клиника за ендокринологија, кој е председател на нашето македонско друштво за остеопороза. И ние како ортопедска амбуланта тука сме членови на тоа друштво, иначе членови и на Меѓународната фондација за остеопороза. Така да имаме чести активности и овде и надвор во странство, така да тие нови сознанија за остеопорозата ги преминуваме тука. Професор Марковиќ од клиниката за ендокринологија од Скопје ќе биде присутна во Општа болница Кочани во ортопедска амбуланта на 2 декември, кога заедно со ортопедите од Кочани ќе вршат на граѓаните бесплатни скрининг методи и испитувања за остеопорозата и консултативни прегледи. Веднаш по прегледите, професор Марковиќ ќе одржи предавање во Виница, повторно на истата тема остеопороза. Следуваат информациите од спортот. Нови успеси постигнаа кочанските каратисти на државното изборно првенство што се одржа во Скопје. Мартин Стојменов и Адил Мехмет ги освоија првите, а Димитар Јакимов третото место во своите категории. Членовите на карате клубот Партизанот Кочани имаа одличен настап на државното првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година, што се одржа во Скопје. Екипата ја представуваа 4 каратисти, кои со освоеното едно прво и едно трето место ја продолжуваат успешната традиција на кочанското карате. Минатогодишниот спортист на годината на Кочани, Мартин Стојменов, стана државен првак во категоријата јуниори до 21 годишна возраст. На првенството во конкуренција за борби за каратисти до 60 килограми, тој беше подобар од тројцата своји противници и со 3 победи се закити со златен медал. Со оглед што ова државно првенство имаше и изборен карактер, односно првопласираните директно се стекнуваат со право за настап во репрезентацијата, Стојменов ќе ја представува Македонија на Балканското првенство, што од 11 до 13 декември ќе се одржи во Дубровник, Република Хрватска.
Исто така, тој ќе ги брани репрезентативните бои и на престојното Европско првенство. Неговиот клубски другар Димитар Јакимов пак на државното првенство во Скопје имаше нешто посилна конкуренција во категоријата јуниори до 76 килограми. Во првата борба со убедлив резултат од 5:0 тој го совлада својот противник, но во втората се сретна со македонскиот репрезентативец Спасеновски, кој е учесник и на светското првенство и претрпе пораз, па на крајот го освои третото место. И кочанскиот каратист Адил Мехмет, како член на карате клубот Металург од Скопје, имаше одличен настап. Во јуниорска конкуренција до 21 година за каратисти до 76 килограми, тој ги совлада сите своји противници и го освои првото место. Со тоа и тој се избори за место во државниот репрезентативен тим. На државното првенство во Скопје учествуваа 43 клубови со над 200 каратисти. Во екипна конкуренција карате клубот Партизан од Кочани се пласираше на 16-тото место. Градоначалникот на Виница Емил Дончев организираше прием за кикбоксерот Димитар Ѓорѓиев, кој постигна одличен успех на светското првенство во Белград. Виничкиот кикбоксер во лајт категорија до 74 килограми ја освои шампионската титула. Кикбоксерот со шампионски титули Димитар Ѓорѓиев упати јавна благодарност до градоначалникот Емил Дончев и до општина Виница за повеќекратната финансиска поддршка со која учествуваше на повеќе балкански и светски првенства. Градоначалникот Дончев организираше прием за Ѓорѓиев, при што беа разменети мислења околу актуелните спортски успеси како и за неговите идни планови. Инаку на 20-тото светско првенство во Белград во дисциплината до 74 килограми лајт, Ѓорѓиев со резултат 3:0 го победи представникот од Бугарија Радослав Славчев. Со оваа победа тој стана трикратен светски шампион со освојување на титулите. Претходно, истиот успех го имаше и на светските првенства во Скопје во 2011 и во Анталија, Турција во 2013 година. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.